Safe City почна да регистрира прекршоци во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10 на скопските улици и булевари. Сликата е драстично поразлична од претходно. Со стартот на Safe City на улиците и булеварите се забележува побавно движење на возилата и поголема дисциплина кај возачите. Очигледно е дека зголемениот видеонадзор директно влијае врз сообраќајната култура. Ако има ограничување 30, а вие возите со брзина од 37 км на час, ќе ви стигне казна. За ограничувањето од 50, дозволено пречекорување е 9 км на час, односно ако возите 60, ќе бидете казнети. Дозволено пречекорување на автопатите со ограничување од 100 км на час и повеќе е 12 км на час. Ако возите со брзина од 113 или 133, на места каде ограничувањето е 120, исто така ќе добиете казна. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека прагот на толеранција за брзо возење ќе се намалува со тек на време и ќе се изедначи со европските прагови. Како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до оние европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните. Поентата е да нема сообраќајни незгоди, да нема последици како резултат на тие сообраќајни незгоди, да нема сообраќајни незгоди со фатални последици за губени човечки животи. За возење над дозволената брзина казните се поделени според тоа колку километри се пречекорени. Во урбани зони до 50 км на час се казнува со 15 евра. Пречекорување од 10 до 30 км на час носи казна од 50 евра, додека над 30 до 50 км на час се предвидени казни од 300 евра и забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. Минување на црвено светло ќе се санкционира со 250 евра и забрана за управување возило од 3 до 12 месеци, додека непрописно паркирање на тротоари, на пешачки премини или на места за лица со попреченост ќе се казнува од 25 до 180 евра. За управување на возило со истечена сообраќајна дозвола или без регистарски таблички, казната изнесува 500 евра, а за возење со дозвола истечена до 30 дена се предвидува казна од 100 евра. Сите граѓани што ќе добијат казна може да го искористат попустот за рано плаќање, кој изнесува 50% од износот доколку казната се плати во рок од 8 дена. Исто така и доброволното признавање на прекршок носи помала казна и пократка забрана за возење. Безбеден град ќе детектира 4 сообраќајни прекршоци: непрописно паркирање, управување со брзина поголема од дозволената, минување на црвено и управување со возило со истечена сообраќајна дозвола. Возачите кои ќе ја надминат дозволената брзина, но останат во рамки на толерираната граница, ќе добиваат информативна порака како предупредување без парична казна. Доколку прекршокот доведе до опасност или повреда, санкциите се строги, вклучувајќи и кривична одговорност.